Добре дојдовте во Инфорегион. Најголем дел од ова најново издание ќе го посветиме на Крушево, односно на нашиот најголем државен празник – Илинден. На стартот на емисијата предлагам да погледнеме каква беше атмосферата за 2 август на Мечкин камен во Крушево. Илинден е символ на непокорот, символ на жртвата и преданоста на цела една генерација наши предци, кои што се жртвувале себе си за да денес ние живееме слободно во нашата Македонија. Овие пораки беа испратени од Крушево, каде пред насобраниот народ на Мечкин камен се обрати премиерот Емил Димитриев. Димитриев повика на обединетост на сите кои живеат во државава: македонци, албанци, турци, роми, срби, бошњаци и други. Сите заедно и искрено да се обединат кога станува збор за државните и националните интереси. Повикувам на конструктивност на секој фактор и ја осудувам деструктивноста која некој сака да ја наметне како систем на делување. Ние сите треба да градиме, да создаваме дела и вредности, а поривот за рушење и критика на се треба да потонат и енергијата да ја фокусираме на спроведување на реални проекти кои го подобруваат секојдневието на граѓаните. Оваа политичка криза не му одговара на никој што и сака добро на државата и истата создава одредена несигурност кај граѓаните која се рефлектира на секојдневното живење, така и во стопанството. Политичката криза не може и не смее да биде период кој што ќе трае во недоглед и кој ќе нанесува штетни последици на државата, како дома, така и во странство. Според Димитриев, воровен приоритет на Македонија и понатаму бил влезот во Европската унија и НАТО, а бил убеден дека оваа, како што кажа, наметната политичка криза единствено можела да се реши само на избори, каде народот ќе одлучил кој сака да ја води Македонија. Тие пак, како влада, ќе направеле се за да се одржат максимално фер и демократски избори според сите меѓународни стандарди. Таквиот излез од наметнатата политичка криза е единствено возможен со одржување на избори на кои граѓаните на Република Македонија ќе донесат одлука која секој политичар и секоја политичка партија мора да ја почитува, бидејќи тоа е вредноста на демократијата, бидејќи така е секаде во светот и така мора да биде и тука. Волјата на народот е најсилна и секој политичар мора истата да ја почитува. Народот никогаш не греши и секогаш е во право. Ова го велам затоа што нашите граѓани сакаат од политичарите да видат проекти и дела, да видат доследност, но и работливост за подобрување на состојбите во секоја област и во секој регион. Само така се добива довербата од нашите граѓани, кои секога знаат добро да проценат и лично да одлучат на кого ќе ја дадат довербата и поддршката. Нашиот народ многу пати досега ја покажал својата мудрост и својата свесност и затоа не се сомневам и дека при излезот од политичката криза нема да биде така. Нашиот народ, граѓаните на оваа држава, се тие кои одлучуваат за Македонија. Никој не смее да ја негира волјата на македонските граѓани, бидејќи Македонија е на сите, бидејќи Македонија е нашата татковина и татковина на нашите поколенија. Димитриев рече и тоа дека тие како влада ќе продолжиле да работат на нивниот основен приоритет – економијата, а доказ за тоа било намалувањето на невработеноста на 24,5% и отворените илјадници работни места во новите индустријски зони. На Мечкин камен имаше илјадници граѓани кои што дојдоа да присуствуваат на оваа свеченост од цела Македонија. Ние Македонското патриотско здружение Тодор Александров со голема почит и вост кон сите македонски дејци револуционери кои го дадоа свој живот за македонската кауза во Илинденската епопеја и сите они борци за независна Македонија. Со посебна гордост учествувавме во Илинденскиот марш. Ова е трета година со ред каде што присуствуваме на Мечкин камен со логорување и сме дел од целата манифестација на Илинденски марш. 14-та година традиционално Илинденскиот марш Христо Узунов од Охрид го изведува маршот од Охрид до Крушево, кој трае 3 дена. На 31 пристигнавме во Крушево. Вчера учествувавме во дефилето, за денес гордо да положиме цвеќе пред споменикот Мечкин камен. Од Австралија сме заедно дојдени. Ова ми е може 6-7 пати и доаѓам тука повеќе пати.
И мило ми е што се наоѓа меѓу нашите сите овдека Македонија. Но имаше доаѓано македонци тука дури и од Пиринска Македонија, од соседна Бугарија, специјално за празникот. За нас е чест да чуеме нашиот говор тука. Да чуеме песните наши. Ние со това живееме там. Там не ни дават да говорим слободно дека сме македонци. Не ни дават да се покажем така јавно. Просто се чувстваме слободни тук. Кај нас нема многу слобода за македонците. Зошто? Зашто официјална политика, бугарска политика, не променета од 18 век. Не променета спрема македонците. Подробство, окупација. Това е. Не ви даваат слободно да се изјасните како македонци? Не, те прават или на лут, или те економическите тормозат. Сега политически не ни бият, но економически не дискриминират. Според историчарите, Илинден е патоказот на сите минати, сегашни и идни генерации, каде и како треба да се движи нашата држава. Илинден како национален празник представува празник ориентири патоказ, пошто генерации македонци го трасирале патот на нашата државност. Не случајно имаме прв, втор и трети Илинден, кој што ја карактеризира македонската историја, македонската посебност, македонскиот идентитет. Карактеристично е што во тие три Илиндени можат да се препознаат една плејада македонски семејства, фамилии кои што нивните предци, нивните потомци активно биле вклучени во Илинден. Ја пренесувале идејата од генерација на генерација, која што во секој нареден Илинден ја надоградувале и кулминирала со формирањето на денешна Република Македонија како демократска држава со целосен капацитет да успеа да обезбеди прогрес на нејзиното население. Чествувањето заврши со апелот дека Македонија заслужува просперитет и развој и дека ние тоа им го должиме на нашите идни генерации. Подготовките за Илинденското востание, како што се собирањето на оружје и формирањето на првите чети, започнало некаде во 1897 година. Тука ќе ја погледнеме репортажата за тоа како и кога започнало собирањето на тоа оружје и кога биле формирани првите одреди во востаничко Крушево. Наган револвер, пушка Берданка, манлихерка, пушка Мартинка. Ова се само дел од имињата на старите видови на оружје употребувани за време на Илинденското востание, кои што биле дури опеани во народните песни. Поседувањето на оружјето од секогаш во историјата одигрувало значајна улога во добивањето на војните. Така било и за време на Илинденскиот период. Со самото ширење на организацијата во тогашна етничка географска Македонија, се повеќе се појавувала потребата за набавување на оружје од овој тип. Тоа според историчарите не било само техничка, туку и психолошка потреба, затоа што секој оној кој поседувал оружје се чувствувал помоќен и посилен за да се впушти во било каква борба со непријателот. Оружјето се набавувало на разни начини. На почетокот тоа било малку стихињо, неорганизирано, дел дури се крадело од муслиманското население кое што го поседувало. Со процесот пак на организиран начин на собирање на оружје за Илинденското востание се започнува некаде во 1897 година, односно 6 години пред кревањето на востанието. Кога се зборуваме за набавка на оружје во Крушево и Крушевско, војводата Петар Рацев, кој што едно време и началник на Крушевскиот комитет, на различни начини при неговата агитација, кој што бил добар агитатор, успевал да го подготви населението не само од градот, туку и од околината, дека треба да започнат со одделување на одредени парични средства за набавка на оружје, меѓутоа покрај паричните средства, организацијата ги вклучувала и сите ресурси кои што можат да се искористат. Тоа е издавање под закуп на влијателни и моќни економски лица на така наречените селски мери или утрини. Потоа се земале на запис и средства од исто така од влијателни лица кои што станале членови на организацијата. Кога се создадени сите услови, организацијата во Крушево дури набавува 6 коњи за набавка на оружје и првично се пристапува кон поединечни случаи на набавка на оружје. Тоа е на итар, вешт и лукав начин од земање на
оружје од муслиманското население, тоа се османлиските аги и бегови. Но како што се зголемувала организацијата, така се зголемувала и потребата за оружје. Така што морало да се набавува оружјето од странство, а најчесто тоа биле соседните држави, Грција и Бугарија. Оружјето потоа се разнесувало низ градот на доста итар и лукав начин, преку криење на истото под женските носии, или пак скриено во лебот кој наводно се носел да се печи на фурна. Оружјето било набавувано и дистрибуирано во Крушево, за Крушево по разни канали и под разни изговори. Дури некогаш за да ја помини грчката граница дека станува збор за оружје за набавка на некоја грчка организација во Битола, и тоа стигнувало во главниот и централен склад во Крушево, каде што подосна се распределувало. Дури оружјето изнесувано некогаш во фурните за леп, изнесено во на штици за леп, маскирано, потоа препашано на реденици или под народните носии на жените. Првиот период е кога се користи разно оружје, значи без осмислена потреба на оружјето, а тоа е негде периодот на она и зачеток на борба на македонскиот народ. За да после тоа вториот период веќе имаме осмислено носење на оружје за борците, разно шверцување би рекле, се носи од Бугарија, од Црна Гора, од Австро-Унгарија, така да се наоѓа дури и оној тип на оружје кое е потребно за самите нивни акции, би рекол. Кога и тоа купување не било доволно, започнува и самостојно производство на оружјето тука во Крушево, во неколкуте тајни леарници во градот. И после тоа почнува оној трет период, што би го поврзали и линденскиот период, кога нашето население почнува и само да го изработува оружјето, тоест по одредени би рекол модели на оружје, почнуваат да никнуваат тие занаетчиски дуќани за производство, претежно ковачки, да речем, дуќани, дрводелски дуќани за производство на бурина, и тука би го вклопил исто и производството на она по-триумфално оружје, или како да по силно оружје, во кој спаѓа Церешовото топче. Според некои историски податоци, за време на Лиденското востание било обезбедено оружје за околу 1200 востаници. Дел од нив биле пушки, а дел пиштоли, некои набавени во странство, а пак некои произведени во тајните работилници и леарници тука во Крушево. Една од нив е и оваа каде што се наоѓаме сега, каде што се произведувале зрната за муницијата за оружјето. Некои претпоставки велат дека тука се произведувале и ѓулињата за околу 10 топчиња кои што се употребувале за одбрана на градот. Сашка Преш е правнука на Косту Лапе, сопственик на сегашната музеј леарница во Крушево. Таа се потсетува како порано тука токму во оваа куќа се изработувало оружјето според кажувањата на незиниот дедо и баба и како потоа тоа тајно се носело низ градот. Тука се сместени алатите, исто така и огништето, каде што се леја куршумите. Покрај куршумите се леја и ѓулињата за черешовите топчиња. Тука е огнот каде што е поставено ова металното канче, каде што тука се загревало оловото. Со мевот се засилувал огнот, за да што побрзо се стопи оловото, и потоа се леело во калапите, во овие калапи, кои што се задржани од тоа време, и после оладување се формирале зрна. Тие зрна се ставале во чаури. Едно од поинтересните оружја кои што се употребувале во тој период, секако е и така нареченото Црешово топче, кое дури и денес привлекува големо внимание. Креатор на тоа така наречено Црешово топче е војводата Тодор Христов, односно оној кој го прави планот за напад и за вземање на Крушево. А пак тоа топче за прв пат го изработува Тодо Борјар. Овој човек на сликата тука, Тодо Борјар, е првиот што го изработил Црешовото топче во Крушево. Да. Првото черешово топче било изработено од Тодо Борјар во работилницата на сегашниот бочвар Миле Талевски, познатиот наш бочвар Чичко Миле.
Значи, тој е првиот изработувач на черешовото топче. Дел се изработиле во Крушево, дел во селото Селце, па ги имало од 7 до 10. Според некои податоци, од 7 до 10 топчиња биле изработени. Тоа што е топчето во музејот во Топкапи во Истанбул, се смета дека е заробено од битката на Слива. Самото вооружување пак е паралелен процес со формирањето на четничкиот институт на организацијата. Дјаконот Јосиф Пречистански на барање на членови на организацијата како што се Перетошев и Лука Ѓиров во манастирот Света Богородица Пречиста, по препорака на Гоце Делчев, ја прифаќаат ајдутската чета на Дуке Тасев, која всушност е и првата чета во Крушево. Едни од првите обиди да се формира прва чета тука во Крушево од локалното население се и преку ајдутскиот војвода Мирче Ацев од Прилеп, кои сепак не вродиле со плод, а дел пак од тие членови остануваат во Крушево. Потоа, војводата Петар Ацев успел да создаде предуслови за формирање на една таква околиска чета. Тоа била чета која се формира со доаѓањето на војводата Никола Петров Русински. Таа чета функционирала, значи, се до 1901 година, летото, кога Русински морал да се премести во Прилепскиот реон како околиски војвода и е поделена на неколку чети. Прва регуларна официјална чета навеќе на Крушевска револуционерна околија, каква што ја знаеме од периодот на Илинденското востание од војводата Веле Марков, член на четата на Русински, се формира една чета од Ѓорѓи Сугарев за Битолскиот реон и за Демирхисарскиот реон се формира чета од војводата Јордан Пиперката, кој што бил член на, споменавме, четата на Мирче Ацев. Таа чета од Веле Марков поскоро неполна година, околу година дена, загинува во ракетничката провала и преживуваат само неколку членови. Подоцна од преживеаните членови на четата, од Никола Карев е формирана нова Крушевска чета, раководена од војводата Ѓурчин Наумов. Тоа е летото 1902 година. Меѓутоа, во март месец 1903 година од Софија доаѓаат идните војводи на крушевските чети или одреди. Тоа е Тодор Христов, Прецепи Тугулим, Андреа Димов, Иван Наумов Алјавакот и Коста Димитров, кои што подоцна во време на востанието ги предводат познатите 8 крушевски чети, кои што го ослободуваат и бранат градот. Инаку музеот во Крушево, само пред неколку денови, дојде до доста интересни податоци, кои досега не биле познати или пак не биле точно заведени и интерпретирани во јавноста. А тоа е дека Кирил Јанков, екзархиски учител кој што доаѓа во Крушево есента 1895 година, е токму оној кој што за прв пат ги поставува основите на тоа револуционерно јадро во највисокиот град на Балканот. Овие податоци допарва треба да се објават и во пишана форма. Наум Томалевски и Тодор Христов се едни од најзначајните дејци на организацијата. За Илинден во Крушево дојдоја и нивните правнуки, кои што сега живеат во Софија. Тие со солзи и со емоции ја доживуваат посетата на родните огништа на нивните прадедовци. Наум Томалевски и Тодор Христов се двајца можеби не толку афирмирани дејци од илинденскиот период, но премногу значајни за револуцијата и за борбата за слободна Македонија. Деновве за Илинден Крушево го посетија правнуките и на двајцата револуционери, кои што дојдоја тука од Софија, Бугарија. Наум Томалевски е роден на 14 април 1882 година во Крушево и е еден од најзначајните дејци интелектуалци кои ја шират идејата низ цела Европа за независна Македонија. Тој се смета на еден начин и за првиот дипломат на организацијата, што ја афирмира македонската кауза во светот. Живеел во куќата каде денес е сместен музеот на Илинденското востание. Неговата правнука, Тања Србинова, која што е внука на сестрата на Томалевски, Василка Томалевска, со емоции и солзи секогаш ја доживува посетата на Крушево и родната куќа на незиниот прадедо. Да, целиот род е бил многу револуционен, многу борчески, многу патриотични настроени хора, честни, скромни, интелигентни.
и те са пример за нашите поколения, за мен, за моите деца и за целия род. Да. Ние се възхищаваме от техните идеали и почитаме тяхната памет. Сите ваши предци се револуционери. Точно, да. И сите загинале за идеалите. Точно, да. И всичките са пример за нас. За честност, за смелост и за правда. Тома Левски е убиен од страна на Ванчо Михајлов во Софија 1930 година. Кога зборуваме за препознатливи личности од Крушево и кога треба да ги определиме параметрите за обичниот гледач, можеме да кажеме дека она што е Никола Карев за време на Илинденското востание како препознатлива личност, за периодот меѓу двете светски војни буквално можеме да кажеме дека тоа е Наум Томалевски. Е извршена ликвидација во неговиот дом во Софија, при приликата кога што Наум Томалевски излегува во дворот од својата куќа, претходно бил известен дека се подготвува негова ликвидација и имал собствено обезбедување од крушевскиот илинденец Васил Настев Мицковски. Меѓутоа, според фамилиарниот обичај, излегол да засади дрвце на 40-тиот ден од раѓањето на неговото дете и тогаш е убиен со од истрел на оружје од соседната куќа. Крушево го посети и правнуката на Тодор Христов, Елена Петрова. Христов бил голем воен стратег, роден е во Софија, инаку тој е човекот кој бил дизајнер и креатор на легендарното Црешово топче. И оној кој што го направил планот за напад и за вземање на Крушево на 2 август 1903 година. Петрова е внука на сестрата на Христов, бидејќи тој не оставил свој пород. Всъщност много малко се знае за Тодор. Може би ще излезнат още от архивите, нашите семейните архиви, неща за него. Много се надявам, защото имаме много. Баща ми много пишеше и има много информация, но аз не съм я преровила всичката. Вероятно има още неща. Надявам се да намерим още. Миналата година изрових една снимка, адресирана до баща му. Разбрахме каква е фамилията на дедо Христо. Нали? Той е Тодор Христов, баща му е Христо. Фамилното му име не се знае. Вероятно е. А той е Данев. Значи някаква фамилия Даневи в Велес. Тодор Христов загинува во септември 1903 година во близина на Скопје, кога се повлекуваат од Крушево. Непосредно пред востанието, истиот влегува заедно со Карев во градот и го изработуваат планот за завземање на градот, како подоцна и за одбрана на градот. И е човек кој што нормално ја знаел моќта и силата на Трешовите топчиња, меѓутоа ја сватил и сатисфакцијската улога и функција и еден од нивните конструктори, кој што и прв успел да го испроба на гумење на посебна и свечена церемонија. И Србинова и Петрова истакнаа дека и понатаму ќе доаѓаат да ги посетуваат родните огништа на нивните предци и дека во тој дух ќе ги воспитуваат и своите деца и своите внучиња. Крушево е градот со најголем број музеи на Балканот. Ги има 7. Моментално во тек е реновирање на музеот на Илинденското востание, како и споменикот Илинден, кај народот познат како Македониум. Во полнек е реновирањето на двата најзначајни музеи во Крушево, поврзани со илинденскиот период и борбата за слободна и независна Македонија. Тоа се музеот на Илинденското востание и споменикот Илинден, или кај граѓаните попознат како Македониум. Реновирањето на музеот на Илинденското востание чини околу 1,6 милиони денари и тој се одвива во неколку фази. Според најавите, треба да биде готов за 2 до 3 месеци. И таму, освен старите артефакти и документи, ќе биле изложени сосема нови документи и списи, кои што ја потврдуваат и докажуваат македонската историја и минато. Пред се ќе бидат изложени нови фотографии, кои што досега биле непознати или воопшто за тие личности ги немале како фотодокументација, потоа поврзана документација со нивната дејност, со историските настани. Еве тука би споменале документот кој што за сега барем е единствен документ со временик и извор на Крушевската република, каде што прецизно се прецизира дека во Крушево е организирана локална управа,
од рангот на република, по името Крушевска република буквално се споменува, избран еден екзархист за преседател и воспоставена е 6-члена влада која што е поделена на ресори. Исто така тука ќе бидат изложени збирка на документи за подофицерот Тодор Христов, кој што прв пат ја догледуваат виделината на денот и ќе станат достапни за научната јавност. Тој е човекот кој што ги изработува скиците за цршовите топчиња и планот за напад и одбрана на градот. Потоа исто значи ќе бидат изложени и материјали за Кирил Јанков, за војводите после Илинденското востание, за атентатите кои што се извршуваат во периодот после 904-911 година. Споменикот Македониум пак се состои од 4 платформи, кои што ќе бидат реновирани во текот на период од 2 години. Првата платформа се наоѓа на паркингот кај Гумење, која што се вика Пранги или раскинато робство. Потоа криптата или гробницата, училницата и самиот споменик, каде што е предвидена целосна надворешна санација. Се надеваме дека ќе успееме целиот комплекс да го реорганизираме, бидејќи под куполата имаме уште една просторија која што планираме да ја ставиме во музејска употреба, во најмала рака тоа да биде барем една сала за презентација на материјалите, за промоции, додека Музеот на Илинденско востание во фази се обновува од 2013 година. Внатрешното обновување трае скоро година дена и очекуваме наредните 2 месеци да завршим. Целиот овој комплекс околу споменикот Македониум ќе бил ограден, а исто така ќе било поставено и ново хортикултурно уредување. До крајот на оваа година се планира да биде завршено реновирањето на Музеот на Илинденското востание. Годинава во септември ќе започне исто така и реновирањето на Музеот на Ноб, кој се очекува да биде завршен исто така до крајот на 2016 година. А годинава, според плановите, треба да започне и дел од реновирањето на галеријата на икони, која што се наоѓа во црквата Свети Јован. Во Крушево го сретнавме и Ранко Петрович, познат како Бубамара. Тој е идејниот креатор на едни од најинтересните манифестации во Македонија. Крушево етноград и секако екстра популарното шоу Златна Бубамара. Предлагам да го погледнеме интервјуто со Ранко Петрович. Тука во Крушево го најдовме и еден од основоположниците на манифестацијата Крушево етноград, Ранко Петрович, а кај нас познат како Ранко Бубамара. Добар ден, Јанко, во најновото издание на емисијата Инфорегион. Добар ве најдов и во Инфорегион. Голем поздрав од Крушево, една убава атмосфера, температурата е 20 целзиусови степени. Денови пред Илинден, слават, сега ќе почне и музика, се весели народот и така. Чорбаџиите се излезени во чаршијата, се очекува доаѓањето на коњаницата и на комитите, така да една убаво време е сега. Така. Ова приказна за Крушево етноград како манифестација започна пред 8 години. Како се роди оваа идеја, која што практично вие ја започнавте? Па мене ми е драго што ова наша идеја успеа да се реализира. Значи, кога дојавме пред 8 години, Крушево беше град кој беше во апатија, во депресија, немаше перспективи како да продолжи понатака. Така да ние од Радио Бубамара, од Златна Бубамара, нели, со мене на чело, заедно со сите убави и позитивни луѓе од градот Крушево и од цела Македонија, успеавме на некој начин да му даеме импулс, нов импулс на градот, така да ова ново туристичко востание што го нарековме, овие 2-3 години веќе го доживува најубавиот период од востанието, бидејќи победата извојувавме во првите 3-4 години. Сега порано беше град без хотели што работат, нели, со 2-3 вили, со еден или два ресторана кои работеа така, со некои најнормални стандарди. Сега има преку 20 ресторани, туристите може да дојдат да јадат, да пијат, да уживаат, да се веселат. Музиката ечи од сите страни, народот е расположен за да ги прими туристите. Повторно се реактивира и во полн сјај, можам да кажам дека можеби работи најдобро од сите хотели во Македонија, хотелот Монтана Палас, кој е преполн во текот на целото лето. Успешна е приказката со Крушево етноград, но Крушево етноград не беше само една манифестација каде што треба луѓето да се облечат и да го проживеат овој историски времеплов од славното Илинденско востание. Тоа беше импулс за граѓаните и за инвеститорите и за оние кои имале стари напуштени куќи да ги обноват и граѓаните да почувствуваат дека таа носија и тоа славно минато што го има Крушево, од Илинденското востание, од народослободителната борба, од мелодиите на Тоше Проевски, од тој чаршиски муабет може и текако многу добро да направи градот да живее среќно и весело.
така да сега еве Крушево, вие можам да кажам во летниот период и во зимскиот период живее во под полна пареа, што се вика. Се движи ли манифестацијата според твојата замисла? Или сепак треба да се смени нешто? Видете, ја оставив последниве 5 години нашата организација, граѓаните од Крушево да ја почувствуваат сами силата и одговорноста дека не треба никој више да им кажува ништо. Носиите се направени. Кога дојдовме во 2006 година, немаше ни една комитска носија во Крушево, а сега има преку 300 носи само во куќите, нели, што излега. Порано немаше носија која можеа луѓето да ја купат, зашто многу мина од туристите сака да си купат комитска носија кога доаѓа во Крушево, зашто многу е поавтентично да купиш комитска носија од Крушево него било каде. Така да и тие, и не знам, околу 400-500 носи луѓето и жените што има направено ги продаваат и уште се продаваат или ги распродале више. Улиците се обновени, има во исто време еден голем импулс кај угостителите, сите се веќе спремни да ги пречекаат гостите на многу професионален начин. Цените веќе не се толку ефтини, што се вика, него се реални. Може да почувствуваат луѓето дека во чаршијата има музички бендови, секој втор ден на плоштадот ги има најголемите музички звезди од Македонија, еве предвадена беа Наум Петревски, па Миле Кузмановски, Љубојна, пред некој ден може да го видат, нели, минатата година и Владко Стефановски во Крушево, Раде Шербеџија има дојдено, значи сите други, значи ако сакате да почувствувате убава атмосфера на едно планинско место за време на летниот период, тоа ќе го доживеете во Крушево. И тоа е делот од манифестацијата Крушево етноград. Значи манифестацијата беше да им покаже на луѓето дека кога ќе облечат униформата на комити, на чорбаџи, на турски аскери така, одеднаш луѓето стануваат сосема поинакви, нели? И комитите се интересни, и чорбаџиите стануваат интересни, и турскиот аскер. Секој си доби своја улога и тоа го разви духот на Крушево. За секоја манифестација потребни се пари, што е нормално. Освен што треба да вложува и државата, сепак во целата приказна треба да се пронајде и самиот бизнис сектор. Колку бизнис секторот ја препозна таа приказна за Крушево етноград? Видете, ние одевме растеретено, бидејќи оваа голема идеја немаше да се реализира ако правевме калкулации ние како Радио Бубамара, се дадовме максимално и нашата невладина, нели, организација. Првата година имаше приход со тоа што имаше потреба да се направат носи, опинци, да се обнови културно-уметничкото друштво, имавме помош и од УНЕСКО. Од таа страна, значи првите 2 години имаше поголеми инвестиции. Сега оваа манифестација, парите што ги одвојува Министерството за култура се само 60.000 денари. Значи 60.000 денари, но затоа профитот кај сите вклучени во приказката, значи од вилите се преполни, рестораните се преполни, многу е полесно да држите ресторан, вила или било која друга активност што е поврзана со спорт во Крушево, бејќи трошоците се 4 пати помали него во Скопје. Тука киријата е 100 евра, во Скопје 2000 евра. Тука гости се вртат по 10 пати, една маса може да се сврти во текот на една смена, а во Скопје максимално еднаш до 2 пати може да се сврти таа маса. Тука платите се 15.000 денари, во Скопје мора да е барем, не знам, 20.000 денари за угостители, за таа. Тука сите знаат да готват и сите се спортисти, во Скопје е многу потешко да најдеш некој кувар. Значи сакам да кажам дека целата инфраструктура и тоа што се направи беше за да се потикнат луѓето дека многу лесно и квалитетно да живеат во Крушево, од кога ќе си отворат сами свој бизнес или кога ќе ги поддржат сите наши идеи и активности. Значи порано имаше вили каде што немаше, да кажеме, топла вода, ладна вода, не беа категоризирани, немаше правилни јоги и слично. Ние тоа успеавме да направиме. Сега во Крушево имате приватен смештај околу 1000 легла, а хотел Монтана работи под полна пареа со висок квалитет, а многу пристапни цени. Сега, да кажеме, цел јуни месец се одржуваше светско првенство во змајарство, во параглајдерство. Секоја година доаѓаат гости од Франција, од Италија, од Германија кои изучуваат македонски ора и песни. Тоа се, да кажеме, ако не преку 10-12.000 ноќевања. Да сме правиле било каква калкулација предходно, некаде ова ќе кексирало. Ова се прави со чист мерак, нели, и успеа таа работа. Се вклучили повторно во организација на некој ваков или сличен тип на манифестација? Видете, овие 3-4 години ние доаѓаме, нели, као почесни гости на Крушево, на градот. Слично и ја посебно. Овие 2 години го развивам моментот околу маунтбајкот.
и околу возењето точаци околу Крушево и во регионот на Прилепско, Крушевско, Дебихарскиот регион. Тоа многу успешно е и сега сме посветени на тоа, бидејќи све друго е комплетно успешно. Затоа ги повикувам сите кои сака да дојдат да поминат 2-3 дена на планина, слободно можат во Крушево да дојдат да уживаат. Во јуни месец имаат можност да јадат сливи, да кажеме, една страна од вакво. Во јули месец е бербата на малини, а во август месец, при крајот август месец е бербата на диви капини и диви малини, што е посебно вакво. Затоа кој има точаци и што има кондиција, нека дојде со точак, кој нема, може да дојде со кола, па секоја прошетка во Крушевската корија е важна. Многу е важно за нас, сакам да нагласам дека неколку пати истакнав некои пораки што беа важни за нас, нели, а што од кои ќе се кажат од Крушево добиваат уште поголем значај. Значи минатата година направивме акцијата Стоп за сечење на шумите, бидејќи тоа што го гледавме во Македонија и околу Битолскиот, Крушевскиот регион беше страшно. Значи толку многу голем шума да се сече, а да не може тоа да се санкционира, беше страшно. Мислам дека нашата акција потикна некоја совест кај некого, а во иднина гледаме да потикне и голема законска регулатива, каде што ќе се забрани сечење, соголување на шумите во Демир Хисар и во Крушево, така да покрај ова што добива и туристичка, и историска, и духовна терапија кај граѓаните, мора да знаеме дека треба да добиеме и таа еколошка борба да направиме, бидејќи борбата доколку сега би се бореле и турци, би се случило Илинденското востание, тоа би било еколошко Илинденско востание. Тоа се случува на многу места во Македонија, обично во урбаните зони каде што се градат згради, регуларно со села регулатива насадени згради, но тоа не е етички, а не е ни еколошки, а не е ни човечки. Да се градат згради во зелени паркови каде што имало дрва или било предвидено за зелен парк. Така да овој наш еколошки манифест од минатата година останува. Оваа година сакам да порачам дека било што и да се случи во државата, треба да се остане смирен, разумен, борбата да си продолжи за подобро утре, но исто време да се знае што е добро, што е лошо. Секогаш доброто победувало. Дали за година, 2, 3, дали после востанието, дали свегото. Овие се убави денови за Крушево, убави денови околу Илинденското празнување на Крушево, така да било кај да сте, среќен празник и се најубаво. Вие сте креатори на уште една многу популарна, односно најпопуларната манифестација во Македонија, тоа е Златна буамара. Дали веќе се прават некои подготовки за наредната? Оваа година славиме голем јубилеј, 20 години Златна буамара. Многу сме горди на таа приказка, исто како што е за Крушево етноград, бидејќи Крушево етноград ни беше една приказка како можеме ние да обновиме и да заживееме еден град и да кажеме 10.000 туристи што ќе доаѓаат во годината да бидат среќни и 5.000 граѓани жители да живеат посреќно во најважното историско место во градот. Сме имали многу еколошки акции за собирање пластичен отпад, за ставање течен сапун во секој училиште како Златна буамара, но мислам дека најинтересно е за луѓето покрај тоа целогодишно дејствување, а дека Златна буамара е интересна и се очекува многу. Ние спремаме преку целата година. Имам неколку сценарија за оваа година, бидејќи е јубилеј 20 години од Златна буамара. Ќе уживаат луѓето, здравје Боже, само ни треба повише песна, повеќе добра мисла, повеќе квалитетни луѓе што не смееме да ги изгубиме од нашата држава, бидејќи уметници се раѓаат и се чуваат, а обично публиката треба и нашава публика ги поддржува максимално, со тоа и Златна буамара и Радио буамара. Многу голема чест е да имате радиостаница, една од 1500 радиостаници, да се потрудиме да го имате и најгледаниот телевизиски термин, нели, во Македонија. Може да ни откриете еве нешто што може да не очекува за тоа јубилејно дводецениско постоење? Па ќе гледаме како и секоја, зависи од политичката ситуација каква е, ние гледаме да ја третираме сатирата на многу културен, фин начин, значи тоа да биде сатира која ќе биде здрава сатира. Не сакаме да премине границата на лошо однесување, бидејќи кога гледаме секој ден на телевизија лошо однесување од една и од друга страна, од јавни личности, од политички личности и слично, некултурно однесување, и се што може понатака се каже лошо во тој дел, нели, да се гледа, ние гледаме да бидеме на некој начин совест во општеството, на весел, убав, сатиричен начин да го представиме тоа. Значи практично политичарите се вашата најголема инспирација. Они се инспирација, но за жал веќе ни го крадоа занаетот што се вика, бидејќи сатирата е
е момент кога правиш нешто од реално над реално. Да испадне, ние сме будали, ама ние како глумци, како уметници, како слично да го направиме тоа да изгледа надреално и слично. Кога тоа го прави политичар што веќе има невидена моќ, може да потпише законски решенија, има војска, има армија, има се и се што, нели? Или е веќе како политичка личност го сваќаат многу сериозно и кога го прави тоа надреално, тоа веќе на нас ни го краде занаетот. Затоа некоја бубамара изгледа многу смешна, нас не одговара кога е некој политичар премногу моќен, зашто тогаш може да се прави забава на секаков начин, но за жал кога едната страна е климава или другата, или е општеството малце со некој заболено со некоја мала настинка, поголема настинка, тешко заболување, тогаш премногу внимаваме и гледам ја барем да го задржиме добриот вкус кај гледачите и нашиот добар вкус и да задржиме некое пристојно ниво на хумор. Нели? Што не е тешко, ние се забавуваме добро, мислам дека граѓаните оваа година ќе бидат презадоволни од Златна бубамара. Зад нас стојат најголемите компании на овакво. Немаме никаков проблем со тоа што луѓе се исплачени, леле, пазете што зборете слично, тоа напротив. За нас се јавил никој на телефонот, чеке полека, што правиш? Пред 15 години, но тоа се само обични политички или јавни минијатури. Една господја што нема потреба ни да ја кажувам, нели? Слично, ама тоа беше, она после тоа се извини, сега е добра пријателка наша, нели, да се гледа, од што не сватила што е, зашто има разлика што е Злата бубамара, што е пресконференција на партија, што е музичка забавна емисија и така натака. Нашево е поголемо од се тоа. Значи, еден познат режисер, да не го именувам, нели, од Србија, кажа ова што го гледавме, вика, е како да гледате филм во живо. Најпознатите личности од ЮЕ страдата и од Македонија на едно место, а вие не верувате што е точно што е ова. А најголема чест за секој политичар е и за нас како граѓани и како општество е политичарот за кој се однесува хуморот да биде во публика. Тоа е дел од неговите широки погледи и убаво и големо размислување, знаете. Имаме такви широки луѓе кај нас. Многу пати ни се случило, принцип и политичарите се наши поддржувачи од смисол на тоа потребна е таква манифестација, тоа се прави културно, пристојно, тоа е заштитен знак Златна бубамара на Македонија и тоа треба да се одржи. Не сме имале проблем. Ние во принцип не ни бараме пари од државата, не сме субвенционираме, дури и плаќаме и данок. Ние сме као Златна бубамара ставени под ставката кичи шунт. Со 18% ДДВ сме за секоја карта и така натака, што нас ни е исто така големо задоволство, бидејќи некојаш вреди да платиш многу поише и да не добиеш субвенции, а да го правиш тоа што го сакаш. Затоа и бубамара голема. Благодарам на разговорот. Се надевам дека и гледачите на Инфорегион уживаа во разговорот со Ранко Петровиќ Бубамара. Ова беше последната содржина од петтата емисија Инфорегион. Со многу повеќе и со многу поинтересни прилози се гледаме наредниот четврток. Довидување.